Добро вечер. Јас сум Маја Вановска, а ова е последната епизода од редакција за оваа сезона. Минатата недела ја гледавте епизодата Титаник од Серава, а како гости во разговор во редакција беа поканети првиот вице-премиер Артан Груби и министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, но тие одбија да гостуваат во интервјуто и рекоа дека ќе дојдат во некоја следна прилика. Вечерва гостин е градоначалникот на Скопје Петре Шелегов. Господине Шелегов, колку дивоградби има на територијата на Скопје? Има ли нека прецизна бројка? Предмет е на аналитика на секоја општина поединечно. Во секој случај, од она ја што имам информација, станува збор за некаде преку 20.000 дивоградби на територијата на градот Скопје. Точна конкретна бројка не би можел да ви кажам, меѓутоа самата бројка што ја кажуваме сериозна и мислам дека е алармантна. Во која општина има најмногу дивоградби? Подеднакво е распореден или дисперзирана таа работа по она што го имаме како евиденција. Мислам дека некогаш не се во вистинскиот фокус работите кога ги зборуваме дивоградбите и мислам дека многу често знаеме да бидеме робови на стереотипи, дека во определени општини се има интензитет на дивоградби поголем колку другите. Да, може би има за нијанса поголем број, меѓутоа дисперзијата, односно расширеноста на недозволената градба е присутна подеднакво во сите скопски општини. Во последната епизода на ИРЛ во емисијата Редакција обработувавме една тема за дивоградби. Епизодата се викаше Титаник од Серава, односно се работеше за две дивоградби, 12 катници, огромни зданија, кои што не се легализирани воопшто. Едната е вселена, другата е во фаза на градба. Сте поминале ли вие, сте градоначалник на целиот град, сте поминале ли скоро од Серава? Знаете ли за кои објекти се работи? Отприлике знам за кои објекти се работи и трагично е што јас како градоначалник на главниот град или градоначалник на Скопје нема механизми да на било каков начин гледам на тие постапки. И тоа е неколку пати јас го имам општено со јавноста, особено кога беа предмети во прашање за недозволена градба или недозволено поставување на урбани опреми како позиција на градот, што за мене и како човек, меѓутоа и од функционален аспект на институцијата што ја предводам и тоа како потребно и цело време се залагам во овие процеси кои што сега полека скромно ги отвараме во државата на децентрализација да биде редефинирана позицијата на градот Скопје визави општините во градот. Каде се залагате? Во партијата, во владата, во собранието? Ние започнавме еден процес на децентрализација веднаш по доаѓањето на ова група на градоначалници. Имавме 3 работни состаноци со владата. Последниот оперативен кој што го имавме беше и за кој што постои извештај, да речеме, во Министерството за локална самоуправа и во владата беше некаде октомври месец 2019 година. После влеговме во пандемијата, влеговме во избори во цел тој циклус и тој процес за жал тогаш застана. Добрата работа која што во моментов се случува е дека е тој процес продолжен. И јас сум дел од работната група што имаме на ниво на единици на локална самоуправа и влада на Република Северна Македонија, каде што го продолжуваме процесот на децентрализација. Продолжувањето на процесот на децентрализација е нужно неопходен во општеството, затоа што многу работи кои што ни се случуваат како недостатоци се заради недостаток на функционалност. Дефинирањето на ингеренциите и префрлувањето на определени работи што се логични и кои што треба да бидат ингеренција на општините ќе направи системот да биде пофункционален. Апсурдно е дека Социјалистичка Република Македонија имала поголема децентрализација и поголеми ингеренции на тогашните општини,
визави Република Македонија во меѓувреме и Република Северна Македонија сега. Ама сега кои се одговорностите на вашата матична партија на И сега, ВМРО-ДПМН да, и на значи ДУИ? тој процес велам беше заради пандемијата застанат, па имавме нели техничка влада, па имавме избори. Тој процес сега е повторно откочен и некаде сме при крај на дефинирање на две многу битни позиции. Мислам дека како законски текстови би требало до крајот на месец јули да ја поминат владата по она што го разговаравме на последниот состанок, а тоа значи продолжување на децентрализацијата и превземање на ингеренции од страна на општините од една страна и продолжување на фискалната децентрализација, бидејќи кога веќе ќе пренесете определени ингеренции на единицата локална самоуправа, треба и делот на финансирање на општините и таквиот тип на активности да биде исто така пратен со финансиски средства. Очекувањата што ги имаме, тоа е во ред, меѓутоа во оваа последната приказна покажа дека еве општина Чаир, конкретно општината Чаир, верувам и другите општини се оставени вон контрола. Вие како градска власт немате никакви ингеренции и цело време слушаме не сме надлежни, дури еден колега имаше ако не да оди слогано за избори не сме надлежни. Се покажа дека вие не сте надлежни за конкретно за тие дивоградби, меѓутоа вие уште кога беше случајот Мавровка, рековте дека ќе побарате поголеми ингеренции на градот, односно тие да ги издаваат дозволите за градба, а вие да го вршите надзорот. Или барем да вршиме надзор врз нивниот надзор, и тоа е дел од овој пакет сега што го разговараме, бидејќи по онаа функционална анализа што јас имам направено од позиција на градоначалник, сметам дека определени позиции кои што градот мора да ги има визави општините во Скопје треба да бидат отворени. За жал, овдека морам да напоменам дека не станува збор исклучиво за политичка волја на владеачкото мнозинство, затоа што позицијата на градот Скопје визави општините во градот Скопје, дури ако сакате да одиме на екстремно постоењето на општините во градот Скопје, и тоа е една од темите за која што се разговара, е двотретински закон. И тука, кога ќе го стартаме тој процес или таа редефиниција, дефинитивно ќе мораме да имаме и политички консензус на сите чинители во собранието, бидејќи ова владеачко мнозинство не дека нема недостаток на волја, меѓутоа имаме недостаток на бројка во собранието и ќе мора и опозицијата да се согласи со таквите решенија. Неопходно е, воколку сакаме, а верувам дека сите сакаме, као граѓани пред се надвор од политичките функции кои што ги имаме, барем што се однесува до градот Скопје, да ги редефинираме односите на градот и на општините со цел да она за кое што јас изборував и ќе се залагам до крај, биде имплементирано во законски текст, а тоа е да градот Скопје може да постави определен, да стави рака на сите ингеренции кои што ги имаат општините како второстепен орган. Тоа е здраво, тоа е добро, тоа е на крајот на денот баланс на силите, политички ако сакате, така да го гледаме проблемот, да знае секој еден службеник во општина кој што дозволува определена нелегалност или покрива определена нелегалност или издава решение кое што не е баш соодветно на фактичките состојби, дека ќе постои еден орган над него кој што е градска управа и кој што може да го оспори тоа решение. Како да дојдеме до тој политички консензус, кога да речеме за законот за легализација на дивоградби, седнаа двајцата лидери на најголемите политички партии се договорија дека ќе се донесе таков закон и ќе се одблокира собранието, сите срекни ќе си гласат, така и за некои други закони, како што се, да речеме, привилегии на пратеници, дури со 100 гласа се гласат. Зошто за овој закон нема консензус? И вие, како прв човек на ЗЕЛС, ваш подпредседател е Висар Ганил, зошто вие не излезете да застанете еднаш во одбрана на граѓаните и да се спротивставите на одлуките на извршната власт и тоа што се случува зад кулисите? Што вие како Петар Шилегов правите во партијата во однос да го истуркате овој закон? Спремив неколку текстови на закон, како имајќи предвид матично дека ми е таа работа, тие се доставени, пак велам, се во определена постапка која што е се уште во на подготвително ниво на драфт текстови кои што треба да бидат предмет на закон, вклучително и овој што е законот за единица на локална самоуправа, што е двотретински закон. Јас можам да влијам и доволно е тоа што влијам, затоа што пак ви велам,
Во некаде 2018 го започнавме циклусот за кој што има еден конкретен извештај во кој што се опфатени совршено сите министерства, пренос на правата од министерствата на единиците на локална самоуправа. Тој процес застана, тој процес е рестартиран. И во моментов се одвива токму таква една работа. Едно од моите инсистирања, меѓу другото, е ова што го зборувам цело време, затоа што искуството покажува, а ја како човек и како политичар за мене е недозволено префрлањето на одговорност како категорија, и тоа во моментов мислам дека во нашето општество најприсутна категорија, секој за себе да каже дека е неодговорен за определена ситуација. Напротив, јас барам да бидат дефинирани одговорностите на секоја институција поединечно, особено на единицата на локална самоуправа, со која што еве скоро 4 години јас се занимавам, и во тие решенија кои што ги имаме спремено, тие решенија кои што се ставени на маса во моментов, станува збор токму за тоа. Не знам дали ја гледавте последната епизода Титаник од Церева, еден граѓанин таму кој што живее во зградата, која е вклучена на диво на водовод од шахтата, така пијат вода, струјомерите, еден стан, односно 6 стана делат еден струјомер, вели овде е како во Занзибар. Како вие се чувствувате како градоначалник, бидејќи многу граѓани се чувствуваат како граѓани од 6-ти ред? Се чувствувам јас како градоначалник од 2 ред. Ако тоа ме прашувате, токму заради тоа што нешто се случува во градот, чисто прв човек по дефиниција сте, а вие немате моќ да зборувам правна моќ, да влијаете на тие процеси. Ама моќта треба да ви ја дадат законите, така? Да, моќта е меѓу законите, и сега пак кажувам, ние, јас лично и во Социјалдемократскиот сојуз, тие процеси на децентрализација во кои што спаѓа и дефинирањето, односно редефинирањето на односите на град Скопје со општините, се работа која што работиме и која што мислам дека во добар дел, некаде до крајот на јули ќе биде доставена во собранието. Императив мој и политичката волја всушност на Социјалдемократскиот сојуз, ако сакате, е да овозможиме законски текстови кои што ќе го овозможат овој пренос на ингеренции со цел да на луѓето кои што ќе се кандидираат на предстојните локални избори имаат чист мандат. Во смисол да знаат и они да не ни се случува токму ова за кое што вие зборувате. Дефинитивно мислам дека главниот проблем е што овој процес на децентрализација дури и сега не е тема во општеството. Ние зборуваме повеќе за последиците од недостатокот на ингеренции, меѓутоа не зборуваме како општество, зборувам за А кој треба да ја наметне таа тема? Па јавноста. Значи сега ние зборуваме за дивоградби, окей, да видиме кај е суштината на проблемот. Во Скопје или за конкретниот објект кај што зборувате, моето мислење, што не мора значи дека е до крај исправно, е дека јавноста не беше прашана за последниот закон за легализација на дивоградби. Ние мора да имаме дуализам, по мое мислење, ако остане вака, е невозможна ситуација. Да, невозможна е. И заради тоа, јас мислам дека треба да имаме редефиниција, и тоа го правиме во моментов. Проблемот е што од 2005 навака, од кога е започнат или како што е постојната и поделба на територијално на општините, меѓутоа ингеренциите, тој процес стои во место повеќе од 16 години. Доброто по целиот тој процес, иако е за многу работи постфестум, се сложувам. Меѓутоа, доброто е што имаме барем во моментот... Чекор по чекор, што би рекле вие? Па не, имаме функционална анализа, имаме политичка волја да направиме промени во тој систем. За добар дел од последиците, за жал, може би е доцна. Ме прашувате за законот за легализација. Да, сакав само да прочитам една изјава ваша од 2019. Лично не мислам дека никој заради собствената нелегална активност треба да биде награден. Тоа што го имавме во изминатите години всушност беше награда на несовесните граѓани. Формирана е работна група на ЗЕЛС да утврдиме дали постои потреба и потоа заедно со Министерството за транспорт и врски да се влезе во еден нов циклус. Лично сметам дека не смееме како институции, како држава да дозволиме стимулирање на бесправна градба на било каков начин. Што ќе направи новиот закон? Еве, рековте за јавноста. Јавноста, ЕСНАФ-от, архитектите, здруженијата не беа прашани. Значи, двајцата лидери го договорија овој закон. Вие ги читате еве на социјалните мрежи коментарите од граѓаните? Мислам дека неколку моменти, бидејќи се неколку прашања.
Тоа зашто јас сум се залагал во 2019 и во овој законски текст што беше контраверзен или различно прифатен во јавноста се содржи. Ние имавме една абсурдна ситуација со законот од 2011 дека ние што сме ги граделе нашите објекти, јас, вие, секој еден просечен, да речам, граѓанин на нашата држава сме платиле по, не знам, 50-100 евра квадрат комунали, а одеднашка се најде некој кој што го направи целосна дисторзија на тој систем, затоа што возможи на луѓе кои што совршено ништо не платиле, на диво изградиле да легализираат за 1 евро квадрат. И тоа беше од популистички причини направено, да не се лажеме. Тоа е нешто што јас никогаш не сум го прифатил како човек и моето инсистирање е и во овој текст за тоа дека легализација може да има, ако и само ако се плати полниот износ на комунали со 50% казна. Тоа е дестимулирачки. Како год да го завртите. Делот кој што може би предизвика реакции во јавноста, во добар дел беа посвестни реакции, затоа што определени луѓе, вклучително и здруженија и архитекти, беа дел од овие процеси. Тоа што не секогаш сакаме како јавност на време да се инволвираме, а повеќе сакаме да разговараме за последиците, тоа е еден сосема поинаков феномен. Мислам дека многу работи, јас тоа го кажав и е добро во колку се продолжи со тој процес, да ги имаме дефинирано и да ги знаеме. Прво, за жал, во нашата држава, во нашите општини, во нашите градови, како сакате, се уште имаме јавни добра кои што се дивоградби. Имате школи кои што се дивоградби. Имате далноводи кои што се дивоградби. Да не кажам дека имате и патишта кои што се дивоградби. Да, имаме и хациенди, имаме и вили во Маврово. Само малку. Да, ќе дојдеме до суштината, и тоа го имам и кажано. Значи, ние мораме да отвориме како држава правен основ, да го ставиме во правен промет општото добро, јавното добро. Каде не смееме да правиме компромиси, каде не смееме да имаме и такви решенија, такви беа дел од решенијата и во законот што не е на сила. Прво, не sme да се легализира објект за колективно станување. И тоа не постоеше како решение во законот. Значи, згради не, што автоматски значи дека се насочувате кон потребите на некое семејство индивидуално, кое што го казнуете со 50% плюс, зашто градово на диво, а ги ослободувате од плаќања социјалните случаи, што е коректно. Така треба биде. Моето мислење да го кажав. Не сме, значи, да биде легализиран објект, дури индивидуален, кој што не е за примарно станување, за примарно живење. Значи, ако ви е втора куќа, нема да ја легализираш. Ке се легализираш куќата кај што живееш, ако била дивоградба или како и да е. И автоматски, што тоа подразбира? Тоа подразбира дека секоја, како што ги велите вие, хациенди едно друго, не може да биде предмет на легализација. Добро, значи не може да биде легализирана ни оваа зградата Титаник, која што... не може, меѓутоа... И со ова решение кое што беше, таа зграда не би можела да се легализира. Ама почнале да инвеститорите, ова е феномен, не знам, така нарекои архитектите, дека почнал да се легализира стан по стан. Вие сте правник. Како може зградата која што не постои? Значи, зградата постои, не постои во документи. Не може да се легализира. Ама кај вас плаќаат комунали и вие сте дозволиле тоа, значи парите влегле кај вас, становите се имаат по случај дека се легализирани, а ве прашувам како правник, како може да се легализира? Пак е таа лоша позиција на град Скопје што ја сакам да биде редефинирана и меѓу другото и ова што вие го зборувате. Улогата на град Скопје, особено во две постапки на издавање на градежна дозвола, односно одобрење за градба и постапки за легализација на објекти, не е никаква друга освен техничка услуга. Техничка услуга на пресметка на надоместок. И вие, кога ќе ви достави општината предмет за пресметка на надоместок, дали за издавање градежна дозвола и легализација, немате право да не одговорите. Вие сте должни да ја направите таа пресметка и да му ја вратите. Основаноста на легализацијата или основаноста на издавањето на градежната дозвола е работа која што има општината. Тоа е она за кое што јас се залагам или кое што барам да биде ограничено како ексклузивно право само на општината, особено кога е територијата на град Скопје во прашање. Мора да го инволвираме градот. Знаете каков закон имавме за легализација? Каде што доказ
дека определен објект треба да биде легализиран, е изјава заверена нотарот барателот на легализација. Да, тоа се случило и во овој случај. Разбирате? Да. А ние сега и како ЗЕЛС зборувам во рамки на овој закон кој што е, и ако тој продолжи, побаравме и од Министерството за транспорт да органот кој што ја врши легализацијата, во конкретниот случај општината, или органот што го врши надзорот, нека биде град Скопје утре, да има право надвор од една обична изјава, народски кажано жими мајка, ја го имам правен објектот пред 2011, изведе и друг тип на докази, кои што ќе направат таа изјава веродостојна. Вие сега имате правна ситуација, ви кажувам, кај што као град Скопје може би знаете или имате сознание дека определен објект не постоел таму, го имате барањето за легализација со изјава, немате механизам како тоа да го спречите, должни сте да ве сработите административно работата и должни сте нешто што ние во неколку наврати го имаме направено, кај што сме виделе дека таква аномалија постои, да во обвинителството поднесете кривична пријава. Ама господин Желигов, институциите ги чинат луѓето. Да. Значи, од таму е потеклото на коренот на проблемот, на корупцијата. И секоја наша епизода во овој серијал покажа дека всушност олигарсите, бизнисмените, криминалците имаат своји луѓе во сите институции. Што правите вие, еве, како градски татко, како човек кој што треба да ги прекине едноставно тие врски, бидејќи гледаме што се случува, криминална урбанизација, да не одам понатаму во судството, бидејќи ќе ве потсетам за тоа во времето кога бевте вие портпарол на СДСМ. Вие бевте првиот човек гласноговорникот кој што нели ги откриваше и укажуваше на овие аномалии. Сега колку време сте вие на власт? На почетокот можеби беше симпатично тоа и се шегува луѓето, ако не па да го вратиме ВМРО. Меѓутоа гледам дека вие веќе не го користите тоа. Не, јас никогаш не сум помислил дека... Па не, вие лично, туку зборувам како партија. ВМРО да уопште се врати, тоа е штетна организација за македонскиот народ. Добро, ама зошто вие да останете? Не, значи... Маја, зборуваме за континуитет на начин на функционирање на институциите во нашата држава, кој што е 30 годишен. Феноменот не е само политички, феноменот е социолошки. Вие можете со изразена политичка волја да влијаете на определени процеси. И сега јас кога ви кажувам ова што го зборувавме дека во 2018 некаде април месец ние имавме првата средба владата и ЗЕЛС кај што беа започнати овие процеси. Тоа кулминираше со определен извештај кој што требаше да влезе во собраниска процедура некаде во 2020 година и беше утврдена и во динамички план донесен од страна на владата, и го имаме тоа на документи. Ни се деси пандемијата, ни се деси техничката влада. Тој процес е сега рестартиран и ви велам дека до крајот на јули месец би требало определени текстови законски за децентрализација, односно превземање на ингеренции, односно невозможување на луѓето во институциите за кои што зборувате вие да викаат не сум јас јасум, да направиме конечно, не е тоа конечно, сега да не бидам ни јас лошо разбран меѓутоа, да започнеме да ги дефинираме местата каде што постои одговорноста и местата кои што имаат ингеренции за функционалност на системот. Добро, Од имене ми е сега, знаете како, дали мислите дека јас како градоначалник на Скопје се осеќам пријатно во било која ситуација, во која што ќе речам, ама тоа не е ингеренција на градот. Тоа е дефетистичка позиција, број 1. Број 2, тоа е позиција која што не ви овозможува нити политичко алиби. Што можете на тоа да направите, да го буткате процесот за децентрализација. На неколку пати зборувам, градот и тоа го има направено. Дел од пакетот овој што го зборувам, кој што би требало да влезе во собраниска постапка процедура август, па валјда во септември ќе се испогласа, е и закон за комунална полиција. Што е законот за комунална полиција? Да конечно општините или општинска полиција, како сакате, да конечно општините, конечно јас како градоначалник на Скопје, не молам ниту една друга институција за погрешно паркирање, за тераси, за пазарна инспекција. Тука се веќе редефинирање на ингеренциите помеѓу институциите и тука е правата позиција која што после тоа секоја општина веќе као градоначалник ќе немаш ти алиби да кажеш за таа и таа аномалија.
Комуналната полиција, да речем, не го опфаќа делов со урбанизмот. Тоа е Добро, да ве прашам редефиниција, за едно друго што кажавте. прашање кој го омачи со години Скопје, тоа е загадениот воздух. Во првата епизода го обработувавме ова, се викаше заговор против воздухот. Знаеме дека пред 4 години кога го баравте мандатот од граѓаните, беше токму загадувањето е во фокусот на вашата програма. И сега за време на мандатот врз база на што, на какви анализи ги носевте вашите политики за справување со овој проблем? Би било доблесно и од ваша страна да кажете дека 3 години поред имаме намалување на загадените денови во град Скопје. Деновите со загаден воздух. При што последнава сезона или последнава година, обично зимските сезони кога се во прашање, ова е прва година да ние немавме ден во кој што ќе требаше да бидат донесени вонредни мерки. И линијата е дефинитивно надолна. Ако една година се случува, ако втора година е инцидент, ако се 3 години поред, зборуваме за тренд. Многу едноставно, тука не треба да се обидувате да измислувате топла вода. Се знаат кои се изворите на загадување. И тие извори на загадување треба да ги нападнете. Едно ви е загревање на домови, второ ви е сообраќај, трето ви е индустрија. Тие се главните. Не е по обратен редослед, индустрија па сообраќај па... Тие би се главните извори, во суштина најголемиот импакт е од затоплувањето на домовите. Како го знаете ова, бидејќи нас ни кажа ректорот на Штипскиот универзитет дека нема во државата направена анализа за ова. Па јас можам да ви ја давам студијата. Да, може да не дадете студијата, да. Па не е таа, не е за вас, таа е вајда треба да биде. Таа е јавно објавена и Добро, и што вели студијата? Кога е правена? 2018. Добро. 53% е за затоплувањето на домовите. Тоа мене ми испровоцира веднаш, така речи веднаш, 2018 е сепак почеток на мојот мандат, да го основам градски енергетски системи. Зашто е недозволиво еден град од 500-600 луѓе да нема свое место или да нема своја можност да влијае на енергетската политика во градот. Некојаш некои работи што ги правевме токму на таа тема можеби не делува атрактивно. Дело што сакам да го кажам е дека кога дојдов јас за градоначалник, знаете дека во Скопје имаше само 2 лиценцирани оџачари. Скопје има преку 180-200 стамбени единици, од кои што добар дел се индивидуално станување кои што затоплуваат на фосилно гориво. И кога ние организиравме курс за обучување на оџачари, тоа дефинитивно кај многу луѓе можеби и подсмев предизвика. Меѓутоа направивме еден систем од околу 30 на луѓе кои што се сега, после внесовме субвенционирање на чистење на оџаци, некаде десетина илјади отприлике оџаци изчистивме во изминативе 3 години во нашиот град. Добро, тоа се говорите. Меѓутоа, еве дали знаете чист оџак изфрла во атмосферата 70% помалку загаден воздух отколку прљавиот. И сега тие мерки што некогаш личат неатрактивни, во суштина знаат да дадат свој придонес. Во Скопје веќе оние кои што беа децениски традиционални децениски депонии кои што горе, не знам, во Бизбегово, не знам, во Ново село, во Ѓорче, Добро, ама знаете што... Не, ама сега сакам да ве прекинам кратко. Еве, не знам дали ја гледавте заговор против воздухот. Значи, ние докажавме дека всушност јавните институции го внесувале тој опасен отпаден мазут кој што се декларирал како мазут. Значи, системот дозволил во државата да се внесе. Тоа се е за поздравување, вие што ова го правите. Меѓутоа, мислам дека навистина правите чекор по чекор и дека бавно одат овие чекори. Еве во Газибаба ќе се отвара, ќе се гради, не знам, фабрика за опасен отпад. Ве критикуваат, ве тагнуваат луѓето на социјалните мрежи да реагирате. Вие велите немаме ингеренција, меѓутоа сепак градоначалникот е ваш со партијата. Чекате вака. Еве, ајде да кажете ми за Газибаба што се случи. Едно по едно за Газибаба, иако е надвор од урбанистичкиот опфат, урбанистичкиот план наречен Старо Скопје, така се вика, градот Скопје, јас како градоначалник, не дадовме позитивно мислење. Добро, да. Не сте дали позитивно мислење, што значи без оглед на се што и да направи градоначалникот на општина Газибаба, тој урбанистички план не може да биде. Вие сте чисти. Не може да биде донесен. Значи, ако градот не даде согласност, добро, тој се враќа и не може да предизвика правна сила. И кажав и тогаш, ќе повторам и сега, јас нема да дозволам тешка индустрија во Скопје. Секој план урбанистички кој што ќе претендира на таков тип на активност. Вие знаете што е погон за преработка на цинк у центар на Скопје?
За мене тоа, јас му кажав и на градоначалникот, ја ова нема ти го дозволам. И градот Скопје тоа не го дозволи. Во рамки на тоа што институционално го имате како моќ, тоа е да даете негативно мислење. Треба да знаете дека без позитивно мислење од град Скопје не може да биде донесен дупот. Добро, Значи, градот Скопје и онаму кај што можел така, и кај што имал ингеренција, јас сум реагирал и тоа радикално. При крај сме на интервјуто, сакав да ја прашам дали ќе се кандидирате за втор мандат, дали како котирате, дали сте правили интерни анкети во СДСМ и што ќе им понудите на граѓаните доколку бидете повторно градоначалник? Известно е, мислам дека на неколку пати веќе го имам тоа кажано во рамките на постапките кои што се во СДСМ мојата кандидатура е веќе истакната, бидејќи завршија тие рокови, очекувам дека ќе биде прифатена. На граѓаните на Скопје ќе им понудиме или ќе им понудам и во кампањата, меѓутоа и во наредниот мандат континуитет на работите што беа започнати. За многу работи, особено кога е Скопје, сега емисија од поинако карактер. Меѓутоа, особено кога е Скопје прашање за многу работи, стратешки сме ги решавале. Вие ќе имате денес е среда кога снимаме, утре ќе имате јавната презентација на Bus Rapid Transit. Јавната презентација на сообраќајното решение, кај што ќе бидат присутни експерти од Лондон, експерти од Израел, експерти од факултетот за сообраќај во Скопје. Многу работи за кои што само декларативно сме зборувале во минатото, ги гледаме дека во Скопје полека ни се случуваат. Не можете да во еден мандат или ги опфатите сите работи кои што како аномалија се во Скопје од неколку причини. Прво, ради системот за кој што зборувавме во емисија и не секогаш тоа иде со брзина која што јас лично ја посакувам. Второ, ради ограничените финансиски можности кои што ги има овој град. Не можеме ние да направиме, знаете како, во мојов мандат направивме 4 нови булевари и сме на крај на првиот мост во аеродром. Мостот во Карпош 4 е завршен, во сабота треба договорот да биде подпишан. Сакам да ја користите се да се пофалите мисијата. Не, ама не сакам да прашам доколку немате поддршка од зборувам партијата за тоа што сакате во програмата, дали можеби би оделе како самостоен кандидат? Не гледам причина да немам поддршка затоа што велам надвор од ова, пак ви кажувам, приносење на било кој законски пропис, она што го работиме ова што го разговаравме денеска, ви имате еден невидлив дел за јавноста. Тој невидлив дел е некаде при крај. И реков до крајот на јули очекувам дека на влада ќе поминат законските текстови и ќе ги однесеме во собрание. Тоа значи дека и тоа како партијата стои позади ова што го зборувам. Ви благодарам за интервјуто.